Опишан е како најголемиот судски случај во светот. Од судиите на Меѓународниот суд на правдата во Хаг, највисокото правно тело на Обединетите нации, беше побарано да донесат одлука за тоа дали големите нации загадувачи може да одговараат за предизвикување климатски промени и нивните штетни ефекти. Помалите островски држави велат дека зголемувањето на нивото на морето го става во прашање нивното постоење. Under international law, states have obligations. Според меѓународното право, државите имаат обврски да действуваат со должно внимание, да спречат значителна штета на животната средина, да ги намалат емисиите и да обезбедат поддршка за државите како мојата, да ги заштитат човековите права на сегашните и идните генерации. Судиите ќе ги разгледаат не само правно обврзувачките договори за климата, туку и меѓународното право за човекови права. Судот слуша сведочења од земји одговорни за поголемиот дел од емисиите на стакленички гасови во светот, вклучувајќи ги и Соединетите држави. Меѓународното право не ги обврзува државите да ги облажуваат емисиите на стакленички гасови, ниту пак во моментов обезбедува право на здрава животна средина. Сепак САД остануваат отворени за учество во процес, предводен од државата за заштита на такво право. Многу големи загадувачи тврдат дека единствените релевантни закони произлегуваат од постоечките договори за климата и дека другите закони не се релевантни, вели Ники Рајш од Центарот за меѓународно еколошко право. We effectively heard them argue that Ги слушнавме како тврдат дека единствениот релевантен закон од кој може да се добијат какви било правни обврски е Парискиот договор за климатски промени. И всушност, кога ќе го погледнете текстот на тој договор, тој не бара многу. Слушнавме како САД навистина се обидуваат да го охрабрат судот и другите да ја игнорираат историјата, да го префрлаат историското однесување на меѓудецениските емисии по тепих и да кажат дека она што се случило пред да се усвои договорот за климата не е навистина важно од правна перспектива. Мислењето на судиите нема да биде правно обврзувачко, но ќе има тежина, вели Рајш. as a kind of legal blueprint. Како еден вид правен план за одговорност или водич за судовите и адвокатите ширум светот, да разберат што бара меѓународното право и што треба да бараме од државите во однос на нивните климатски дејства и нивните мерки за отстранување на климатските штети. Пред судот ќе сведочат представници од речиси 100 земји и меѓувладини организации. Сослушувањето треба да заврши на 13 декември. Се очекува судиите да го кажат своето мислење следната година.